Стратешкото партнерство шанса за македонскиот градежен сектор. Стопанската комора очекува домашните компании да имаат 70% учество во изградбата на брзата пруга од Табановце до Гевгелија и обновата на болниците во Штип, Кичево и Тетово. Оттаму признаваат дека нивните капацитети се делумно ограничени за да може да ја поддржат широката градежна експанзија низ земјава, но подготвени се да работат во нискоградбата. Првиот човек на комората, Бранко Азески, вели дека македонските градежни компании долго биле запоставени и затоа било важно тие да бидат вклучени и проектите да ги изработат квалитетно. Ние не очекуваме да се направат чуда и да имаме повеќе компании од реално што постојат, така да ќе бидеме задоволни нашите компании да добијат работа. Дали ќе биде 70 или 65 или 55 од работите, тоа што ќе го сработат да ги изработат квалитетно и да имаат можност да конкурираат и на други проекти надвор од Македонија. За министерката за финансии пак поддршката на Британија е најголема што земјава ја имала и таа е од клучно значење. При тоа појасни дека Обединетото кралство ќе гарантира дека Македонија кога ќе ги земе парите, истите ќе ги врати. Димитрија Скакочовска вели дека засега е јасно дека ќе се повлечат 2,2 милиарди евра за изградба на пругата и болниците, но дека за остатокот треба допрва да се аплицира со проекти. Тоа не значело дека ќе се повлече целата сума од 6 милиарди евра. Како ќе стануваат зрели проектите, така ќе може да дискутираме за нивна реализација. Како ќе повлекуваме средства? Ќе повлекуваме откако ќе видиме дека 1 километар од таа железница се направил. Тогаш ќе повлекуваме средства за да или ќе ги влечеме кредитите и тогаш ќе имаме евиденции во јавниот долг, што впрочем е стандардна процедура повеќе 30 години во државава. По поголемиот пат пред 2 години, сега останатите царински стапки ќе се намалат за 50%. Азески вели дека генерално е задоволен од работата на владата, но и дека треба да се забрза процесот на дигитализација и да се подобри комуникацијата на администрацијата со бизнисот. Исто така со министерката била договорена и рамка за пребивање и враќање на парите кон компаниите што го платија солидарниот данок, кој потоа падна на Уставен суд.